Реформите на европската економија се во фокусот на речиси сите европски партии во предизборната кампања. Некои од нив повеќе зборуваат за економскиот раст, други се фокусираат на координирање на јавните трошења на државите, трети пак на социјалната димензија на економските политики. Но на агендата на сите партии што влегуваат во трката за место во Европскиот парламент, економските реформи се на врвот по приоритет. Воочи изборите во мај, а по објавувањето на песимистичките прогнози според кои европската економија годинова ќе порасне 1,5%, што е за 0,6% поени помалку во однос на претходната проекција, Европската комисија ги повика земјите членки да им се посветат на домашните економски проблеми. По изборите во мај ќе достави конкретни препораки за секоја членка поединечно. Заменик председателот на Комисијата за евро, Валдис Домбровскис, ги лоцираше проблемите во неколку земји од каде што потекнуваат најголемите ризици за економијата, и тоа финансиските проблеми на Италија, Грција и Кипар, неизвестноста околу излегувањето на Велика Британија од ЕУ без договор, но и Германија, која иако има буџетски простор, сепак е обвинета дека води стегната економска политика и со тоа недоволно придонесува кон растот на европската економија. Освен проблемите внатре во Унијата, Домбровски стравува и од геополитичките ризици. Yet growth is moderating and external risks are mounting. The economies of emerging markets, including China's, have been slowing down, while global trade tensions are on the rise. There are also domestic reasons. Incomplete structural reforms have held back growth in some EU countries, stopping them from fully reaping the gains of the economic growth. It's worrying that some countries with high debt levels have not used good times to build up fiscal buffers. Many unresolved structural issues continue to hamper productivity growth, and there are still many barriers to investment. And while overall Europe's financial sector is in better shape, pockets of weakness persist in the banking sectors in some EU countries. Заменик председателот на Комисијата Домбровскис истакна дека Европа може да го поттикне растот со добро таргетирани инвестиции, одговорно трошење на буџетите и ефективни реформи. Well-targeted investment and growth-enhancing spending on research and development, education and innovation are indeed crucial to boost productivity. This is why we are strengthening the link between the use of EU funds for next multi-annual financial framework 2021 to 2027 and the coordination of economic policies. Our country reports identify priority areas for public and private investment in the member states, providing analytical basis for a new programming of cohesion policy funds. Sustaining reform momentum is not easy. Reforms often require strong political will to confront vested interests. They also require administrative capacity and technical know-how. За тоа колку е важна перспективата на европската економија за нашата зборува фактот што над 80% од се што продаваат македонските компании надвор од земјава завршува на европскиот пазар. Половина од тоа во Германија, со што оваа земја е наш најголем извозен партнер. Па така проценките за растот на европската економија се клучни параметри што определуваат како ќе се движи и македонската. Домашните бизнисмени велат дека засега не се соочуваат со намалување на нарачките од нивните партнери од ЕУ. Се надевам дека и во првата половина на 2019 ќе се задржи тој тренд на зголемување на извозот, но секако се плашам заради настаните што се случуваат во Европската Унија со проблемите што ги има не само Грција, сега во последно време се најавуваат проблеми доста со Италија како една од поголемите земји, Франција, со жолтите лици, исто тоа ќе влие сигурно на економијата, а најголем удар ќе биде и Брекзит, што ќе допринесе да има помал развој во Европската Унија, со тоа што би требало, но не би сакале да се случи да се намали и нашиот извоз во Европската Унија. Но Германија секако се уште е во добар развој, а Германија е нашиот најголем партнер, каде што највеќе извезува Македонија. Со тоа се надевам дека 2019 ќе биде добра, но најавите на економистите дека ќе се случи поновно криза, секако мора да внимаваме за нашите инвестиции и за нашиот развој понатаму. Освен економските политики на Унијата во следните 5 години, новиот состав на Европскиот парламент со сигурност ќе влијае и на политиката на проширување на ЕУ.